Со доаѓањето на новогодишните и божикните празници и со зголеменото консумирање на мрсна храна и алкохол, се зголемува и ризикот од настанување на срцеви и кардиоваскуларни заболувања. Статистиката покажува дека бројот на срцеви удари во периодот од Нова година до Божик изнесува 37%, односно во последните неколку години бројката е поголема за 4,2%. Причината за ова е повеќе од јасна, но за да не дојде до несакани последици, меѓу најбитните правила за добра здравствена состојба е умерено внесување на храна и пијалоци, советуваат лекарите. Внимателно со алкохолните пијалоци, внимателно со обилните оброци, луѓето кои се болни, кои се хронично болни, посебно да внимаваат нагло да не внесат огромни количини храна, исто така оброците да ги распоредат во соодветни размаци во текот на денот, значи на растојание, да бидат да не е нагло прејадување, обилно прејадување, кој исто така може да донесе до проблеми како на кардиоваскуларните болести, меѓутоа и дигестивниот систем, така да и акутни воспаленија во системот за варење, панкреасот и така натаму. Една од причините за срцеви заболувања се и временските услови, односно ниските температури. Значи оваа година временските услови се такви што не се загрозувачки за здравјето, нема временски неприлики, така да е прилика за славење, меѓутоа славењето може да донесе и опасни ситуации. Според лекарите, во последен период најзагрозена е помладата популација, кои советуваат да се внимава со алкохолот. Од искуството од минатите години најчесто жртви се младите и оние кои слават, тие знаат да препијат, да прејадат и да дојдат дури до болница заради токсичните ефекти на алкохолот. Зголемен ризик од срцеви заболувања имаат лицата со зголемен холестерол, хипертензија или диабетес, пушачите и лицата кои се под стрес. Па затоа, здравата исхрана, зеленчук и овошје е храна што во себе има незаситени масни киселини и тоа прави да имаме помалку компликации поради лошата исхрана. Ова правило важи и за време на празниците.